Кога се гради било каков енергетски објект, се прави анализа за приклучок. Без разлика дали се гради на дистрибутивно ниво или на преносно ниво. Тој што е задолжен оператор прави анализа за приклучок и треба да ги има во предвид сите напонски прилики, нели, на целата територија. Тоа е едно. А второ, самите инвеститори ги финансираат подобрувањето на мрежата. Најголем дел од инвеститорите сами ги плаќаат и ги финансираат неопходните технички подобрувања на мрежата. Значи, меѓутоа останува еден дел кој треба да го направи самиот оператор. Сега, интересно е дека... сега, за тоа натаму одиме. Интересно е дека генерално фотонапонските централи се градат многу брзо. И процедурите за добивање, да речеме, одобрение за градба и самата градба е многу брзо. Додека да изградите, да речеме, нов далековод, без разлика дали е на среден напон или на висок напон, нова трафостаница, самиот процес на планирање и изградба трае многу долго. Така да МЕПСО пред неколку години започна активности за подобрување на приликите во мрежата. И нели дефинирана нова 400 киловолтна трафостаница во Милетково, во јужниот дел, бидејќи таму имаме голем потенцијал за ветер. Меѓутоа самите процеси на планирање и на реализација траат долго, бидејќи станува збор за сериозни финансиски и импликации, големи објекти. Еве проектот со Албанија 10 на 15 години оди многу споро и сега нели пропадна договорот со едниот од изведувачите по се објави нов и така тоа се трае и тоа ги прави уствари на некој начин по некој период ризици се појавуваат, дали кога ќе се случи ваква ненадејна појава, системот ќе остане стабилен или не. Меѓутоа да заклучиме дека ние како држава придонесува за сигурност и тоа што сме добро поврзани, имаме добар интерконективен капацитет и така да не може толку лесно сега, бидејќи во Шпанија се уште нема официјален извештај што е тоа што се случило, за да видиме која била последиците, меѓутоа мора да потенцираме дека Шпанија има многу мал интерконективен капацитет, поврзана е само со Франција, додека ние како држава сме поврзани со сите соседи, еве сега ја градиме врската и со Албанија, така да од тој аспект имаме многу поголема сигурност, доколку се случи некаков испад, поврзана со соседните системи да не одржи во некоја стабилност.